Ајде. Чеки само да му сеам на кратко. Брат, не, кажи ми само на кратко. Како да најавам, како да одјавам подкаст? Не бе на кратко. Па ти си јутубер, бе, човек, ја не сум јутубер. Па ти ме натренова. Ти викаш сите отворија подкаст, земи и ти купи микрофон, отвори. И еве сега. Што? Ти го зијам лебот. Брат, ја не ни јадам леб, бе. Не, само кажи ми на кратко. Како го одјавуваш тоа? Како? Лиќе, схаре, субсрибе. Па нели субсрибе е предплати? Ние не наплаќаме тука? Не. А така се вика. Брат, може ли ова да ми го кажеш на македонски реално? Ја нема шанси да се снајдам ја. Брат, или на руски да го кажам. Ја бев руска паралелка у школа. Да. Па милиарда луѓе се русите, бе, човек. Ке потепаме Совјуз. Не бива, а? Ај, нема врска. Имам трема, како немам трема, брат, што збориш? Па прв пат ми е. Сум бил 100 пати гостин, никад вака ја да најавам нешто. Ништо, ај пијам, еве, пијам за стрес, да се смирам малце. Еве, имам ашваганда, магнезиум, све имам. Ајде, ќе видам, брат, ајде. Криво му е, жими све, криво му е да не му го земам левот. Нема врска. Епа, дечки, здраво на сите. Не знам како најточно, најпрецизно треба да се отвори подкаст. Меѓутоа, јас ќе ви кажам на сите добре дојдовте во мојата прва епизода на Пак играм подкаст. Верувам дека ова ќе е платформа во која што сите ќе се дружиме, ќе се смееме, ќе научиме многу нови нешта поврзани со нашето физичко и ментално здравје. Нема да биде ова класичен подкаст од типот на само набројање калории и дигање тегови, иако го сметаме за фитнес подкаст, меѓутоа ќе учиме многу работи поврзани со нашиот прогрес телесен, ментален и визуелен. И секако нашата долговечност. А за тоа да биде така, ќе бидат присутни наши па и странски гости, кои што се експерти во својата области поврзани со директно и индиректно со нашето здравје, од психолози, тренери, спортски мотиватори, доктори, и заедно и вие и јас ќе учам од нив. Меѓутоа, ништо од ова немаше да биде така скоцкано реализирано и направено да не беа Adastra Nutrition. Голем поздрав до Adastra. Исто така, ништо немаше да биде и јас да бидам тука и да го реализирам овој проект да не беше мојата посилна и поубава половина, која што вечерва и многу епизоди ќе биде со мене и ќе ни помогне заедно да ги одговориме овие прашања кои што вие ги поставивте. И верувам дека многу ќе учиме, ќе се дружиме, па верувам дека и наскоро и лајв ќе одиме, па со ваша рубрика и коментари во живо ќе се дружиме уште подобро. Така да, дами и господа, Марија Пауновска е вечера со мене. Фала ти, многу ми се свиеше тоа посилна половина. Многу ми е драго што воопшто се реализира еден ваков проект кај нас. Мислам дека навистина ни требаше. Исто така ми е многу драго што сум јас дел од овој проект. И верувам дека гледачите што ќе ја гледаат оваа емисија ќе има што да научат. Драго ми е што ќе го споделиме нашето знаење и долгогодишно искуство и не само ние, него и гостите кои што ќе бидат тука присутни, затоа што јас сметам дека само споделеното знаење има некоја вредност. Дефинитивно. Фала ти, вака конечно е ти службено. Малце ми е чудно што мора да разговараме јас и ти баш службено. Да. Ама вајда ќе се навикнеме. Да. Бар овој саат, после тоа ќе се вратиме на фабричко подесување. Да, супер како што кажам. И јас едва чекам да дојдат експерти кои што ќе ни разјаснат некои работи што мислиме дека ги знаеме или не ги знаеме. И верувам дека ќе поттикнеме многу луѓе да размислуваат многу поинаку, поразлично од она досегашно класично балканско размислување, особено на тема здрави навики, рутини, дневни рутини, па и животни рутини, кои што ни носат помалку или повеќе некои модерни болести што сме ги прифатиле како нешто нормално и мислиме дека се само генетски. Верувам дека тие експерти ќе ни доловат многу појасна слика,
Така да и ја одвај чекам да учиме повеќе. И верувам дека на многу луѓе ќе им се смени перцепцијата за нашето тело, затоа што сметам дека многу повеќе знаеме за повеќе знаеме за предметите околу нас, што не обкружуваат него за нас, за нашето здравје и нашето тело, ќе разбиеме многу митови и верувам дека ќе се смират многу животи. Апсолутно, да. Па може да почнеме од некаде, само да кажам дека првите 2-3 епизоди јас и Марија ќе правиме Q&A рубрика кои што прашања кои што вие ги поставувате, веќе ги поставивте претходните недели на мојот Инстаграм профил на стори. Тие прашања ги земавме, имаше безброј прашања, меѓутоа моравме да селектираме некоја рубрика од 10-12 прашања, колку ќе ги стигнеме за овој час, ќе видиме дали ќе трае 50 или 70 минути. И за следната епизода ќе се организираме уште 10 прашања и така натака, а понатака ќе следат и гостите. Така да можеме да почнеме од некаде? Може, ајде, прво прашање. Првото прашање гласи: зошто денес имаме толкава бројка на дебели луѓе? Мислам, одлично прашање вака за почеток, затоа што дебелината не е само визуелен проблем, пред се е здравствен проблем. И луѓето, многу често луѓето кои што имаат проблем со својата дебелина се борат. Но сметам и они сметаат дека пред се они се увек губитници во таа борба, но јас лично сметам дека кај повеќето пристапот е малце погрешен, затоа што се фокусираат само на тој визуелен момент и само на таа физичка форма да се смени, а не го прифаќаат и не го сакаат и можеби не го земаат во обзир процесот во кој што треба да односно во навиките кои што треба да ги сменат за да стигнат до целта, апсолутно. И сметам дека самата перцепција кон храната е малце погрешна. Ние обично се фокусираме и даваме значај на вкусот и мирисот, а јас ќе дадам едно кратко моје искуство кога станува збор за вкус и мирис на храна, нашето сетило мирис е многу развиено и ни буди увек некои емоции, меморија, сеќавања. Јас до пред 3 години јадев месо и обично кога ќе пројдев негде каде што се готви месо, дали е тоа кебапчилница или бургерджилница, јас и да не бев гладна, најнос почнуваше да ми се јаде затоа што мирисот на месо ми пријаше. Те потсеќа нешто убаво. Да, ме потсеќа на убава храна. Сега, после 3 години, кога ќе пројдам на истите тие, да кажам, места, локали, јас и да сум гладна, мене престанува да ми се јаде. Зошто? Затоа што сум го исфрлила од мојата исхрана и веќе не го доживувам како храна, ни најмалку како вкусна храна. Со ова сакам да кажам дека кога ќе ги смениме навиките, се менува и перцепцијата и пристапот кон храната. Сега конкретно, да, ти препуштам тебе, зошто денес има толкава бројка на дебели луѓе? Да, па реално заслепени сме на оваа тема многу. Денеска има повеќе фактори и причини зошто живееме во некоја гојазна ера. Мислам дека над 37 или 8% беа на светска рамка, на светска база, значи тоа е речиси 40% од планетата е гојазна. Тоа се сериозни бројки кои што ретко кој ги чита. Јас ги читам, ме интересираат тие статистики и ме плашат многу. Луѓето не сваќаат тоа колку болести носи и колку магнетизира не само болести, туку и го намалува рокот на животот. Реално најголема причина е тоа што храната повеќе не ја гледаме како средство за преживување и гориво, енергетска потреба на дневна или на неделна база, ја гледаме веќе само исклучиво како хедонизам или на дополнување на некои допамински дефицити и недостатоци во нашиот мозок и буквално гледаме само да задоволиме некоја потреба час-два или пак кој да ни се пријаде. Не чекаме вистински да огладнеме, да го нахраниме телото и здравието, туку гледаме само да го нахраниме мозокот и задоволството, да си легнеме најадени и буквално да го покриеме тој емотивен и психолошки недостаток кој што ни недостига можеби во друга сфера, имаме некоја друга емоционална слабост, меѓутоа преку храна го маскираме тој проблем и мислиме дека е окей, меѓутоа тој пеколен круг нема крај. Тоа е една од поголемите причини. Веќе не гледам, во некое поранешно време, нашите предци, ние го памтиме тој период и ера, нашите предци со денови можеби не јаделе додека стигнат до оброк. И кај нив вистинскиот допамин се развил со тоа што кога ќе фатат животно, да го уловат, да го зготват, нивниот мозок регистрира некој доживување на награда, од таму потекнува тој допамин и всушност
они се задоволува, меѓутоа некогаш со сати, со денови не јаделе. Ние тоа го претворивме во не дневна, часовна обврска и часовно задоволство. И не гледаме веќе да исполниме калориска рамка, енергетска рамка, туку гледаме само да се прејадеме за да ни е вкусно. Тука друга можеби најголема причина, фактор е самата неинформираност, особено и во семејствата, па и во училиштата. Најверојатно од пред неколку стотици години погрешно е формиран тој систем на школување, односно, како што кажа Прескати многу добро кажа, повеќе учиме за пример за планетите, во реките во Азија и за историјата на Гватемала, отколку за нашето тело. И жалосно е детето кое што треба да му го инсталираме тој мајндсет во млади години каде што највеќе перцепира. Жалосно е таа програма да му инсталираме, односно погрешната програма, бидејќи многу е тешко тоа дете потоа да му ја деинсталираш програмата. Ако тоа дете е растено или учело во школа или дома се хранело исклучиво со не знам, бурек и сок со шекери, тоа така ќе живее и ќе му е тотален комфорт. Тоа е навика, зашто нашиот живот е сочинет од нашите навики. Да, и ако тоа дете до 18 години е гојазно и го прифатило тој стил на живот како нормално, тешко е многу да му е деинсталираш таа програма и да му ги извадиш тие навики. Затоа се случуваат потоа и депресии, кога некој дете ќе го ставиме на диета, наеднаш што му доаѓа шок, бидејќи друга инсталација е таа. Така да тоа е голем проблем. Како што кажав, не учиме за нашата внатрешна ситуација, за нашите хормони, треба да се вметне предмет нутриционизам, ендокринологија и подобро е тоа да го инсталираме како апликација во нашиот мозок за да трае. И да не ни е чудно кога треба целиот живот да бидеме на некоја диета, кажано не е баш диета, меѓутоа стил на живот, да го прифатиме како нормално. И реално голем удел има за огромната гојазност, онаа масивна кампања, масивна светска манипулација на тема здрава и нездрава храна. Луѓето ни наметнуваат дека тие бургери и палачинки што ги гледаме на екраните, дека тоа е нормалната храна, а ние мислиме, тоест ние веќе мислиме дека тоа е нормалната храна, а за жал супа и брокула се јаде кога сме болни. Тоа е лоша исто инсталација во нашиот мозок. Често пати ја гледам, работам со родители и со деца, гледам дека ќе рече некој родител и беше болно детево, па му дав, знаеш, малце супа и црн леб и некоја риба. Па зашто така не го храниш цела година? Зашто да дојде болно? Па да треба 3 дена само да јаде така и после пак да се врати на мајонез. Се додека мајонезот и паштета да ги сметаме за нормални, а супата и брокулата за ептенко мора кога ќе сме болни, тука ни е проблемот. И реално многу голем е проблемот на онаа масивна кампања што ја прават оние особено бургереджилници кои што гледаат перфектно тоа го прават и ефективно. Целата таа кампања ни ја доближуваат на еден екран во вид на вкус и мирис, да ти да го доживееш преку екран тој сочен бургер или тоа благо. Меѓутоа како го прават тоа перфектно у наводници, но ефективно. Никогаш поевтино не било денар калорија со односот. Сега можеме за 100 денари да купиме буквално 1000 калории и предостапна ни е храната. Достапноста на храната ни прави да се уништуваме. Реално за 100 денари може да купиме 1000 калории и за 2-3 сати уште 1000 и се губиме ние во тоа. Но ете, како што кажав, проблемот е во тоа што они паметно ги вадат сите фибри и протеини од тој junk food во вид на чоколадце и со тоа што ни се случува? Нашиот инсулин скока, нашиот грелин и лептин, кои што се хормони за регулација на апетит и ситост, работат лошо и ние немаме сенс и сензор за глад, ние не осеќаме потреба дека сме сити и бараме уште и уште, бидејќи грелинот и инсулинот прават ролер костер во нашата крв и ние постојано осеќаме потреба за глад. Така да тука лежат тие клучни причини. Добро, реално ова се теми кои што константно ќе се вртат во сите наши емисии. Имаш нешто да додадеш? Јас немам одлично ова. Не, тоа е. Може следно прашање? Морав да се посветам повеќе на ова бидејќи тоа е клучот. Апсолутно. Второ прашање, дали со алкохол и никотин може да се ослабе и како делува врз нашиот визуелен изглед и перформанс? Па да, дефинитивно, ако збориме за само слабење,
апсолутно може да се ослабе. Меѓутоа има голема, огромна разлика помеѓу слабење, или губење на тежина, наспроти топење на масти. Ослободување на телесни масти е друга тема. Можеме и тоа да го направиме со алкохол и со никотин, меѓутоа колку нездрав ќе биде процесот, тоа е друга тема. Алкохолот сам по себе дехидрира, буквално ни ја цица мускулната енергија. Доволно е тоа што ни кажува алкохолот дека кога ќе се препиеме, сабајлето или ноќта повраќаме. Тоа Значи, кажува дека реакција на тоа организмот. силни токсини кои што не му пријаат баш. Можеби на вечерното искачање, излагање ни прија, за некои живели и добар провод, меѓутоа жртвуваме многу. Утринското или вечерното повраќање кажува дека тие се токсини, исто така и никотинот. Не прави да сме бледи, истоштени, ни краде многу на дневна база од многу минерали, од електролитен статус ни одзима и буквално може баш пред некој ден гледав еден многу добар подкаст емисија кај што кажува човек кој што се прави здраво како што треба, меѓутоа вметнал и никотин, колку драстично и постаро изгледа човекот. Така да реално овие две што ги напомена се едни од најчестите фактори и причини за смртност на планетава. Топ 3 се буквално. Така да на прашањето да може да се ослабе, меѓутоа финалната форма и физикус ќе ни биде нездрав и многу работи ќе патат уз тоа. Не е поентата ние само да изгледаме добро, за до изглед, окей. Јас имам клиенти кои што дури се спремале за надпревар и пак финалната форма им била супер, меѓутоа од старт знаеме дека 30% на перформанси изгубиле, можеле да бидат многу подобри доколку не ги правеле тие пороци. Спомна дека нели алкохолот дехидрира. Да. Ако веќе нели се случи тоа, што е потребно да направиме за да направи некој рекавери, барем наутро кога Да. Ако телото веќе се сме бори со тие токсини. Да, ако веќе сме оплескале работата, вечерта или дента во кафана, можеме да балансираме, да ја маскираме штетата некако, барем од здравствен аспект. Можеме, баш тука имаме суплементи кои што стварно се од помош, ашваганда, магнезиум, електролити, имаме од Адастра, баш онака D-витамин, сето она што ќе го, па и креатинот е многу важен бидејќи при алкохол, при дехидрација губиме и интрамускуларна вода и екстрацелуларна и пожелно е со пиење на вода и креатин да вратиме дел од изгубената. Што значи суплементацијата ќе амортизира штетата направена од токсините. И мора да се каже дека луѓето претежно тие пијачки, дали се обоени или не, алкохолни пијачки, не ги ни сметаат за калориска вредност. И ќе рече некој, па ја на диета сум, пијам, као супер ми е, не прекрши во диетата, меѓутоа ретко се збори и ретко се знае дека нели протеинот има 4 калории по грам, јаглехидратите 4, мастите 9 калории на грам, меѓутоа алкохолот има 7 калории на грам, а тоа се многу. Луѓе што пијат многу, што имаат организам за пиење, може да внесат буквално 1000 калории без да ги бројат и марат тие. Така да и прави гојазност и ни ја попречува и оттежнува диетата и буквално од здравствени аспекти да не зборам. Онака 10 од 10 најлоши ефекти има алкохолот и никотинот. Се согласувам апсолутно. Добро, може наследно? Да. Добро. Следно прашање вика, дали да броиме чекори и колку тоа помага при слабењето? Ти броиш чекори? Па, вајда Лично дали ги броиш? Вајда тука се мисли да брои часовник, вајда не мисли да ги броиме кога одиме. Ја ќе ти ги бројам твоите, уживај, ти број ги моите. Некако, знаеш, ова прашање мене многу често ме го поставуваат и некако мене прво нешто што ми доаѓа и да им одговорам на луѓето е као зашто мора да го броиме она за што сме како што сме ние создадени, значи ние сме создадени да се движиме. Ние не сме нас Бог кога не создал, не создал во автомобил или Да, не знам. да. Значи ние сме тоа е исто како не знам, ај кулата да ја прашаме дали окей да плива. Да, оригинално. Дали е добро да се плива. Да, мислам на страна од слабењето, дури и слабите луѓе треба да пешачат затоа што ние во ова модерно време сме многу пасивни. Поготово со овие нови професии каде што најчесто луѓето седат, дали се тоа нели IT сектор и цел тој сектор да не го набројувам или банки или било која професија која што е во седечка позиција, а ги има многу. Во денешно време ги има многу и сметам дека пешачењето не треба ни да го броиме, ни да го планираме како дневна активност, него треба апсолутно да пешачиме, а не за некои многу блиски дистанци да
палиме кола, да се движиме со некое превозно средство, мислам. Али добро, да, ја разбирам поентава на прашањево. Да, добро прашање, Да, управо си, да. да. Тоа се основни човекови реакции што треба да се случуваат Тоа е на нашата дневна база. природа. И не треба да му се радуваме на пешачењето. Да. Особено, сега тука ќе се навратам на првото прашање на кратко, една од причините за гојазност, тоа заборавив да го споменам, е недвижењето и непешачењето, односно физичката работа ја имаме сведено на толку минимален минимум, да веќе, како што кажав, луѓето се радуваат ако направиле 5000 чекори. Тоа треба да е секако. Јас викам дека млад, здрав, прав човек, без болести, деформитети, зборам некои телесни инвалидитети, треба 5 до 10.000 чекори да му е сосема нормален тек на денот. Бидејќи претходно нашите дедоци, баби, стварно работеле многу физички и тоа е една од причините зашто они биле пофит. Нели гледавме пред некој ден некои слики од Скопје на Кеј на Вардар 68-ма. Не можеш да видиш гојазен човек. Тоа е преубаво, гледката е И преубава. не само кај нас, реално, општо. Да, ни да, се зборам дека- сликата општо беше ни се таква. модерното Од време Кеј на малце- Вардар беше и имаше една слика Флорида, Мајами. Сите фит, а немало теретани. Да. Значи, а и тамо не верувам дека броеле многу калории и хидрати Или и масти, чекори. ама ни чекори, немале апликации и вакви. Али тоа е тоа. А чекори, мислам, окей е да се брои за јас би ги препорачал тие методи и начини кај оние луѓе кои што имаат болести или инвалидитети некакви, кои што или стари луѓе со висок притисок или не знам какви аномалии, кои што се попречени во она класично вежбање, фитнес, јога, кросфит, па мора да се ослонат и надеваат само на тие чекори. За тие категории и групи на луѓе апсолутно да, ќе прија чекорењето, тоа ќе биде единствена аутпут опција на енергетска потрошувачка. Али или окей, јас на пример бројам, не ги бројам чекорите, меѓутоа на крајот на денот гледам кога ќе направам тренинг, кардио, ќе искалкулирам калории и на крај ќе видам дека сум направил 25.000 чекори. Но тоа е нешто како додатно, не е примарно. Додатно, да, ама знаеш што е жално и ти знаеш колку е жално кај тие чекори, ако се надеваме на чекорите, можам да направам 20.000 чекори. За некој ќе рече, вау, ја цел ден се движам. Меѓутоа, сите тие 20.000 чекори, ако се 400 калории, тоа може да се покрие вака со една рака бадеми. Што е неблагодарно, ќе речеме, меѓутоа тоа е вистината. Не можеме да се потпреме само на тоа, али мора да го правиме. Тоа секако. Така да супер е да се брои, меѓутоа да не се обсесираме со тоа. Тука има уште еден проблем психолошки, луѓето се преобсесираат со тема чекори. Леле, па ако не направам доволно, чекај се удврда попешачам, чекај. Значи, треба да имаме баланс и мирна психа и треба да се помириме дека треба и да тренираме, и да пешачиме, и да работиме. Апсолутно треба да пешачиме затоа што реално со тек на време стануваме мрзеливи. Не мрзи од кревет да станеме Да. до кујна да си земеме чашка вода. Океј, следно прашање. Вежбање за време на ПМС циклус, да или не? Јас кога имам ПМС на пример, сега ми заврши. Ајде твое лично искуство сака луѓето да слушнат. Да, па реално ПМС ја многу вежбам, многу тренирам. Добро, значи Би ти го поставил на тебе прашање, Да, дефинитивно. да. Да кажеш од искуство. Јас да не зборам само теоретски, Теоретски, да. можам да кажам и од аспект на работа со клиентки, ама подобро ти ќе го кажеш. Вежбањето за време на циклус е многу индивидуална работа, затоа што секое тело и секој организам, нели не е ист, сите сме ние различни и различен хормонален статус. Јас лично скоро па никогаш да не вежбам, барем првиот ден од циклус, но тоа сум јас бидејќи мојот организам така реагира на прв ден од циклус со многу болки и многу намалена енергија. Знам, Да, јас преферирам да сум те трпам. во дневна со Netflix и со Супер. добра храна. Кога Супер, мислам добра супер. храна, мислам на здрава храна, да се разбереме. А иначе, ако девојката што го поставила ова прашање е, ајде да кажам, некој фанатик за вежбање, си има нели строг распоред по кој што сака да вежба, и не сака да прескокне тренинг, апсолутно да, но ете моја некоја препорака е да нека биде истиот тип на тренинг во смисла на исти серии, исти повторувања, но отпорот да биде барем малце намален, затоа што нема потреба. Сајде зборам ако вежба конкретно нели нозе, или јас лично барем што сум работела со клиентки, најчесто го правиме тој тренинг по справи, да не е слободна тежина, да нема чучњеви, да нема исчекор, него некој полабав тренинг, или ако е нели горен дел тренингот, стандарден може да се прави. Али ако морам да одговорам бидејќи таква прашањето со да или не, да. Па да,
дефинитивно би се сложил исто, особено треба нели да се прати, да се пази онаа препонска циркулација која што ќе се создаде сигурно, особено за тренинг нозе. Ако имаме комплексни вежби, мртво дигање, чучни препонски абдуктори, ќе активираме непотребно во лош тајминг повеќе препонска циркулација, што сигурно не можеме ние да се надеваме дека ќе напреднеме тие денови. Така. Можеме само штета да направиме повеќе. Губите електролити во тој ПМС, се губи минерален статус и дефинитивно треба да се пази. Затоа што одморот е еднакво исто потребен како и тренингот, реално. Да. Да, и жени, дај да се бориме ние за тој ден, прв од циклус да ни е слободен ден. Не барајте тренинг тој ден, одмарајте, може нешто, стречинг, пилатес, йога, тоа да, дај поише да бараме да сме поштедени тој ден. Да, кога сме кај одморот, имаше еден добар твит, прочитав пред некој ден, се смеев, мислам сега X, како се вика платформата, да. Небитно. Вика, слушнав дека одморот е многу важен, измеѓу тренинзи, па одмарав 4 години, вика. Така да одморот е важен, ама не толку многу важен. Добро, може следно. И така. Кои се најчестите причини за стагнација при слабење, а кои при градење на мускул? Интересно прашање. Чекај едно живели да направиме, па ќе ти кажам. Ајде. Знаеш што, да ги пробам. Јас ги немам пробано, не знам ти да ги пробам овие. Гумените бомбони, Сакаш? После си го оброгелам. Стварно? Да. Конкретно јас овие ги немам пробано. Овердоз се предозирав пред некој На ден. ашваганда. Ашвагандата со гумени бомбони, нели пошто Ова е смирува, голем. затоа бев пред некој ден толку Конзумирам многу смирен. мелатонин. Ама не ни треба сам мелатонин. Добро, ајде живели. Како викаат алкохоличарите, не се прави со вода живели. Ето го повторам прашањето. Па Кои се најчести причини за стагнација при слабење, а кои при градење на мускул? Па за слабење и претходно спомнав нешто, најчести причини се збориме кај личност која што брои макроси, калории, макронутриенти, Да. кој што тренира, кој што се пази, а има стагнација, да, ќе ја набројам. Али луѓе кои што не бројат, не тренираат, кај нив они живеат у стагнација. Така да збориме, валја прашува најверојатно некој човек кој што допрел до некоја бариера на стагнација. Сигурно. Сигурно тренира, прави се како што треба, по претпоставка дека се му е тип-топ, па стагнира. Што е нормално телото. Тоа вика при слабење, нели кога ќе почнеме, него при слабењето која е стагнација. Да. Телото секогаш ни дава и ќе ни дава отпор на тема градење мускул и на тема слабење. Бидејќи на телото му е хомеостаза, односно комфорт му е да трупа масти, да не ослободува масти, да трупа масти како за преживување. Тоа ни е така ДНК код врежан од преисторијата, да зачувуваме, бидејќи телото не знае кога ќе има следен оброк и тоа вика ставај масти, ставај гориво, нека има залиха. Црно кесе. А не му е комфортно да гради мускул. Ние создаваме механизам за создавање мускули. Нели, самиот тренинг со отпор ни е дискомфорт, меѓутоа тоа гради мускул, али не е одржлив на долг рок ако не го правиме тоа на дневна или на неделна база. Така да секогаш ќе наидуваме на пречки и стагнации, на бариери, а методи на разбивање дефинитивно има. Тоа го работиме ние со години. Методи има и кај себе ги применувам и кај клиенти, меѓутоа најчеста скриена пречка за стагнација кај луѓето гледам дека е оние скришни, невидливи грицки и меѓуоброци, ужинки што ги викаме, ужинки кои што не ги броиме во дневен внес. Малку сокче со шеќер, малце шеќер во кафето, па кифличка само малку да скршам, меѓуоброк има малку урми, знаеш, се собира тоа на дневна база. Затоа секогаш препорачувам да се јадат главни оброци, онака ударни, можеби 3-4 главни оброци, нормално треба да ги искалкулираме во дневна рамка на калории и макроси. Ама ако не ги изброиме тие скриени бананчиња и салатички, најверојатно може да дојде до некои 300, 500 или 800, може 1000 калориски суфицит, кој што може не само да ни биде стагнација и пречка, туку да дури да не дебелее. Така да тие скриени меѓуоброци ја би ги тргнал или пак би намалел на порциите. Втора, да кажам, пречка и причина фактор за стагнација е јадењето на здрава храна, меѓутоа на големи оброци. Знаеш дека јадењето на здрава храна не е гаранција за слабење. Мислиш на неброење на грамажа на порцијата? Па да, знаеш, здравата храна не е гаранција дека ќе бидеме фит. Так. Таа е до некаде гаранција дека ќе имаме здрав систем,
ако е во некоја калориска рамка. Ако не избегаме од таа рамка. Меѓутоа, мора да се каже дека обемот на порцијата и грамажата е пресуден за да се слабее или за да се качи мускулна маса. Така да и за двете прашања е важен обемот. За маса, многу често добивам пораки као јадам здраво, јадам чисто, супер, не качувам маса. Тука причина за неградење маса или неработење со доволно тежини и отпор, најчеста причина. Луѓето тренираат, се штедат, едноставно вежбаат нежно, не даваат доволен отпор, со тоа мускулот нема ни потреба, нема контракција и активација и нема ни потреба да побара опоравок за да има хипертрофија. А се додека нема мускулот побарувачка за нови калории и хипертрофија, нема како да настане раст на мускулите. Значи, или создаваме причина, фактор за раст, тоа е мускулен тригер на тренинг, и плюс мора да создадеме причина, односно метода на рекавери преку храна, сон, минерализација и H2O, обавезно, тоа водата е онака баш. Така да, кога спомнам минерали и суплементи, ајде кажи ми барем 2, 3, 4, колку што мислиш ти, суплементи за во процесот на слабење и 2-3 во процесот на изградба на мускул. Па, да, ако ме прашаш мене, топ 3. Да, еве по твое. Или барем ова што ти користиш. Ајде за тебе. Па ја користам 10-12 суплементи, знаеш, ама кој се според тебе топ 3? Топ 30 ќе кажам. Имаме толку време. Топ 30. Првиот цар ќе зборам за суплементи. Сподели. Да. Реално кај мене основата, кога ја отвориш кај мене во фиока, ти знаеш. Ти најдобро знаеш, ти ги редиш. Основата ми е протеин, тоа е фиксно. Значи 20 години како што пијам протеин, еве ти потврди, нема утро јас да се разбудам со друго нешто. Отварам очи и пијам протеин без разлика дали сум тренирал дента, дали не сум тренирал. И после тренинг исто тоа ми е ударна опција, бидејќи тие се два термини, тајминзи во кои што телото е дефицит со протеини. Кога ќе станеме од спиење, ние сме имале 7, 8 или 10 часа сон, во кои што сме паднале во некој длабок дефицит на опоравок ради недоволно протеинска синтеза, аминокиселини, и исто после тренинг му треба на телото брз пристап на протеинска. Значи и во ослабење и во изградба на мускул го ставаш протеинот како приоритет. Да. Особено за слабење ми е по-супериорен во бројки, бидејќи како што слабееме, нели мора да сочуваме мускулна маса со протеини. Другите бројки се менуваат, меѓутоа протеините или се фиксни или растат. Значи протеин, минерализација, тоа ми исто така го препорачувам дури кај болни луѓе, кај здрави, кај нездрави, кај деца. Баш ќе збориме во некоја епизода за оној мит што во кој што не се дава суплементација на деца, се чекаат да пораснат за да почнат. А истите тие деца можеби ќе збориме за тоа која можеби пушат и пијат тие деца, али граница. Тоа родителите имаат недоволна едукација. Исто витаргото ми е, можам да кажам, топ 3 суплементација. За? Витаргото е враќа она... За мускулна маса се збориш? За мускулна маса, па и за прва фаза на чистење, на диета. За прва фаза, меѓутоа витаргото се чисти хидрати, кои што ги бројам во дневен внесна хидрати. Така да и за чистење, меѓутоа не за крајна фаза. Дава многу силен опоравок витаргото. Глутаминот, креатинот, ашвагандата секогаш преку целата година. Реално ова све што го спомна ти и во двете варијанти. Тоа сакав да кажам, се што наброев, не памтам нешто да не користам во некоја фаза. Освен на пример витарго или гейнер, користам исклучиво за напредна фаза на маса. Кога не можам да дојадам цел оној калориски внес и оброк што ми треба. L-карнитин? L-карнитин па може и цела година, и ти го пиеш и јас. Нема штета од него, само бенефити. Исто и при изградба на мускулна маса. Да, не знам зашто би го паузирале. Така кога има оздравствен аспект е супер. Тие се има уште многу други работи што јас ги правам циклично, ги користам. Ќе ги напоменеме од другите прашања баш, али еве тука сега ќе се потсетам B6, добро тоа го кажав, магнезиум тоа ми е преспиен секогаш, мелатонин кога имам проблем со сонот или кога ќе направам предозирање на кофеин, секогаш дуплирам на доза на магнезиум и мелатонин за да спијам, иначе нема спиење. А дали магнезиумот се пие само навечер? Па не, секогаш кога имаме потрошен магнезиум или кога ќе ни треба да го стабилизираме нервниот систем и мускулниот, магнезиумот е секогаш тука, нема штета, само ефекти. И после тренинг го пијам, бидејќи тогаш малце кортизолот е повисок, заедно со ашваганда ги пијам за да го смират адреналинот и кортизолот. Ајде продолжуваме понатака, следно прашање. Дали сте повеќе за строга диета или флексибилна? Дали треба да се има баланс
или строго да се држиме по одредени намирници? Интересно прашање. Да, па строга или флексибилна, зависи за кого станува збор. Например, ако станува збор лично за мене, кога се припремам за надпревар или за некој евент, каде што треба да изгледам по-ригорозно, да кажам, по-екстремно. Каде што се бркаат финеси. Да, по-екстремно, кај што мора да се дојде до многу низок процент на масти, формата каде што мора да е брутална, претежно надпреварувачка форма, дефинитивно мора да е рестриктивна, потешка да кажам, не толку издржлива и пријатна на дол крок. Меѓутоа тоа не ја препорачувам на рекреативци. Ја тоа го правам рестриктивно, изброено, временски, со одредена цел, некој датум како проект. Меѓутоа ова важи за мене или за надпреварувачи кои што го практикуваат тоа. Или за професионални спортисти општо. Да, за да се достигне некоја перфектна форма, мора да има рестрикции. Поригорозно и да е тоа помал е кругот и обемот на намирници што ќе ги внесеме. Помала е палетата, а за рекреативци, за 99% од луѓето, дефинитивно треба да е тоа флексибилна исхрана, во која што ќе изобилуваат сите типови на макронутриенти, не треба да се лишаме од нешто посебно, али сепак тоа треба да е изброено и здраво. Да не броиме, затоа не препорачувам само броење на калории, туку мора да го најдеме идеалниот избор на протеини, јаглехидрати и масти, односно изворот на тие калории ни е важен. Џабе ако знаеме ние дека ни требаат 1800 калории, ако тие калории ги вметнеме од мајонез и паштета, како што кажав претходно, ние секако ќе изгледаме нездраво и нашиот внатрешен алгоритем на хормони ќе ни биде катастрофален. Иако може да губиме тежина и со паштета и со леб, меѓутоа многу работи ќе опаднат кај нас. Зашто не е поентата нели само да ослабеме? Треба здраво да ослабеме, на многу здрав начин. Да. Така да не препорачувам никогаш ни на клиенти ни на пријатели кога ќе ме праша некој колку време да ја држам оваа диета, дали е многу тешка. Ако ти е таргетот, ако имаш 130 кг и имаш цел да намалиш пример 15 кг, тоа многу лесно се изведува. Лесно зборам, ако ни е разумот и нашата психологија стабилни, лесно се изведува со добар концепт. Меѓутоа, бркање финеси од типот на имаш 75 кг и сакаш да намалиш 3 кг кои што се последни во твојот телесен состав како масти, тука треба малку повеќе борба и стратегија. Така да затоа викам зависи кој прашува на прашањево. Губење на тежина и губење на масти не е исто, напоменав преска, меѓутоа треба да е лабаво и психолошки издржливо на дол крок. Ние џабе ако ослабеме 20 кг, ако сме го промашиле начинот и методата на слабење, ние најверојатно ќе ги вратиме сите килограми. Ако е тој процес неиздржлив. Поентата да трае едноставно и да го прифатиме како стил на живот. Така. Што мислиш според тебе зашто луѓето општо се плашат од тој момент, од тој поим диета? Дали пристапот е обично проблем? Обично луѓето кога ќе се спомне диета, ги потсеќа на нешто тешко, на нешто истоштувачки, на нешто кое што мора да го издржат одреден период. И за жал го сметаат дека треба да е само период, а не начин на исхрана. Затоа што во главном диета е нели она исхрана која што е рестриктивна во смисол на избрани продукти. Тоа не мора по дефолт да значи дека тоа ќе биде тешко, истоштувачки. Да. Па секоја диета е фактички со некои рестрикции. Дали е временска рестрикција, пример како фастингот, дали е калориска рестрикција, модифицирана диета, дали на пример кетото исто е рестриктивна со исфрвање на еден макронутриент, јаглехидратите. И секој тип на храна има некоја рестрикција. Дури онаа флексибилна храна кај што луѓето едат се, па рестриктивна е калориската рамка. Така да не можеме да си дозволиме неограничено да јадеме и да се надеваме дека ќе напредуваме. Мораме да се враќам на првото прашање. Ние сме навикнати неограничено да јадеме и ни смета ако некој ни даде заповед или ние ако си дадеме психолошки заповед дека сега ќе живееме со нешто изброено, па тоа е мачно, па како ќе ги бројам, не можам ја да бројам. Мораме да се адаптираме на да имаме осет за граница, за лимит. А ние сме изгубиле таа граница поради допаминот, постојано сакаме некој наградување допаминско, сакаме ностоп некој буст хормонален да ни дава среќа, бидејќи имаме најверојатно некои други ерори или недостатоци на среќа, па бараме преку храна.
така да мора да се лимитира, меѓутоа тоа не треба да е хорор. Тоа што ме праша зошто луѓето имаат трауми од зборот диета. Бидејќи најверојатно држале некоја диета самите или некоја Google диета или со некој тренер работеле кој што им напоменал дека исклучиво само таа диета е ефективна и они мислат дека само со гладување или со 600 калории на ден може да се ослабе. Реално тоа не е издржливо и не може така да се живее. И што после диетата е главното прашање, зашто најчесто луѓето ќе ослабат нели одреден број на килограми и што после таа диета. Тоа е најважно. Тоа е најважното, да. Тука лежи тоа јојо ефект, кога ќе каже некој оваа диета јојо. Јојо е претежно карактерот и оние навики што ги враќаме, старите навики доколку не се модифицирани и сменети во вид на таа диета или програма 5 неделна, 20 неделна, ако не сме ги промениле, ако сме ги вратиле на оние фабрички подесувања што не учеле во училиштето или семејството, тие погрешни елементи, најверојатно секогаш ќе се враќаме чекор напред, чекор назад и ќе заглавиме во место. А можеме да видиме дека милиони луѓе глават во место од недоволна информираност, поради недоволна информација, а и поради премногу хедонизам. Многу сакаме да уживаме во храната. Јас обично на моите клиентки им кажувала да го искоренат тој момент на диета сум. Подобро звучи на избалансирана исхрана, зашто кај нас тој поим диета е некако многу строг, ригорозен и делува застрашувачки како да патат луѓето за храна, што воопшто не е така. Добро, одиме понатака? Може. Добро. Дали и какво откажување и жртва се потребни за врвна форма? Ако некој треба да збори за врвна форма, нескромно тоа си ти. Да. Реално. Фала ти, колешке. И ти си супер. Да, се надоврзува со претходното прашање некако. Поствари све е поврзано кога ќе видиш. Да, тие се темите полево или подесно, тие се. Ете, пример, кога сум се спремал за надпревари, сум имал, не знам, 10-15 надпревари до 2017 година и сум уживал во тие, не ми биле тешки, не ми биле хорор, пред се поради тоа што го сакам, ми е љубов и професија и хоби и одговорност ми е да имам форма. Сега за по-брутална форма, како што напоменав, какви откажување се потребни. Да, мора да има жртва, особено последните 7-8 недели, каде што процентот на масти треба да е екстремно низок. Бројките се многу помали и намирниците што ги јадеме, ти знаеш колку биле, фрижидерот бил празен. Односно, полн на рафтови со 5 работи. Еднолична храна. Да, али тоа пак ќе кажам, не го промовирам како дека нешто треба да се прави постојано кај во рекреативниот свет, туку во ригорозниот, во професионалниот. Дали е тоа фудбалер, кошаркар или борец, мора да се постигнат. За врвни екстремни резултати, јас работам и со боксери сум работел, и со атлетичари, маратонци, и кај нив се е екстремно. Еве, да земеме едно мени на Роналдо, можеме да го видиме како изгледа. Се е до перфекционизам. Имаш он изјавено дека, не знам, 8-9 години не пробал чоколадо. Меѓутоа, он тоа го прифатил како окей и живее со тоа и не му е проблем. Јас лично живеам со ова многу години, со по-ригорозна храна и мене ми е одлично. Мене ми е комфорт, бидејќи проблемот, знаеш каде лежи? Проблемот е ако од 4-5 калориска рамка во денот, човек кој што живее во тотален хаос во храна, наеднаш падне на 1000 калории, тука се случува психолошки пат, емотивен пат, потреба за силен допамин, се случува онаа агресивна потреба дека аверзија од тоа што се прави и сега веднаш да се врати на старото и смета дека он не е за тоа. Као, не сум ја за тоа, не сум роден, немам генетика, не знам оние како може да го прават, ја не можам. И се откажуваат. Затоа идеално е дури да е ригорозен финишот, крајниот чин на форма. Уствари само тогаш е најригорозно реално. Да, сега да кажам, патот до таму е многу лесен. Финалната форма, последниот чин, чаптер, последните неколку недели, зависи за кој спорт станува збор, да, е потежок, меѓутоа ако си ментално стабилен и го обожаваш тоа, не е пречка, воопшто, едноставно го сакаш. Затоа ќе кажам секогаш, она скалесто споро паѓање на калориите и на макросите и постепено влагање во посилен перформанс и тренинг е многу поздраво и телото нема да осети пат од 50 на први спрат. Туку ќе осети по еден кат неделно и нема скокање на кортизолот, нема адреналински реакции, не ги провоцираме стрес хормоните и едноставно е се комфортно. За разлика од луѓе што преку ног менуваат се, е затоа при соработка
првична соработка на клиентите, првите 2 недели им велам дека е фаза на адаптација, кај што тренингот ќе биде нежен, зборам за оние кои што не се ни рекреативци, почнуваат онака буквално од боемски живот, доаѓаат во фитнес. Првите 2 недели се фаза на адаптација, запознавање на телото со нова стимулација, воспалителни процеси, инфламација, малку кратиме на калории и слично, и потоа влагаме онака посилно, доколку заслужува таа форма и тело. Затоа што иако е позитивен, сепак е шок за телото, некоја нова промена, некоја нова ситуација во која што телото се наоѓа. Еве баш ќе се надоврзиме на тоа претходно прашање и на ова заедно. Кажи ми, дали во овие завршни фази, што ги збореше, важно е изворот, еве на пример ќе речеме на хидрати, во смисла дали изворот на тие хидрати е од компир, од ориз, не знам, од кускус, дали тоа има разлика изворот на хидрати конкретно во крајните фази? Да, реално да, супер прашање го имавме, мислам дека и како прашање конкретно ме не го одвоив за денес. Да, на пример, човек од гојазност од 130 килограми, за стигне до 100 кила, не треба кузна колку перфектно да ги селектира тие намирници, бидејќи е многу далеко од својата идеална форма, и неговиот гликогемички индекс на јаглехидратите важен е, ама не е пресуден. Кај него се важни оние калориски бројки, протеини, хидрати, масти и активноста. Меѓутоа, за да се постигне од 90 кила одлична веќе стартна позиција до 80 или да се изгради мускул, како што кажа, преважно е да се селектира дали е кафеав ориз, дали е сладокомпир, да се пратат оние фибри влакна што ги содржи тој компир или зеленчук, дали ќе биде зеленчук тежок за дигестија или лесен, дали ќе имаме касеин во телото, споро или брзо разградувачки протеин, тајмингот на јадењето е важно. Буквално за перфектна форма мора и перфектни адаптации, перфектни намирници, перфектен тајминг, се да биде скоцкано. Инаку да, например, многу е важно во финалната фаза да ги одделам и да ги бројам животинските протеини со растителните. Не ги ставам во истиот кош, бидејќи овие градат, прават опоравок, а овие премалку. Исто и со јаглехидратите. Тогаш ги одвојувам шекерите, се држам само на висококвалитетни комплексни хидрати и се е различно. Знаеш, кога ќе дојдеш, особено за да се постигне форма од 7% body fat на 4, тоа е многу комплицирано, во смисол користам многу стратегии и методи, не е туку така само дефицит, не ади, ослаби. Ќе ослабиш, меѓутоа мускулна структура. Поентата е да напредне мускулот, да се сочува и да се намалат мастите. Така да важно е многу. Изборот на оброци се важни. Добро, изворот на, да речеме, на хидрати, дали е ист кај човек кој што му треба за мускулна маса, кој што нели целта му е визуелно нели чистина, и за човек кој што не знам му треба за маратон, за експлозивност. Дали тука истиот извор на хидрати или тука има разлика? Да, и тука има разлика, например, секој спорт се носи различен тип на гориво. Дали е брзо гориво или споро гориво, кај маратонците е поразлично, на кои што им треба брза достапност на гликоген, па и шекери. Кај нив не име пресудна онаа визуелна форма, дали ќе качат денес масти, утре нема, дали ќе се празнат или полна толку визуелно, отколку физичкиот перформанс. Така да спорт, перформанс, исхрана е сосема различна од онаа рекреативна нутриција. Буквално може да се и ден и ноќ разлика. Како што кажав, за обичен човек многу малку работи треба да се елиминираат за тој да ослабе. А, например, кај боксери, маратонци, фудбалери, менито, кај сите овие спортисти, бидејќи работам со такви категории, менито е тотално различно. И храната, па дури и тајмингот е различен. Дури внесот на суплементацијата за време на тренинг или на полувреме се различни кај фудбалер со боксер. Така. Различен опоравок треба да има. Јасно. Супер. Следно прашање. Физички или психички стрес, кој е поопасен? Да, ова мислам дека требаше прво да иде, најактуелно прашање. Паралелно еве и ти кажи, не познавам некој што починал од физички стрес. Физичкиот стрес, ако го дури треба да го има, да го изложиме телото под физички стрес на дневна база. Да, ако тој физички стрес рамката на граници. Да, ако тој физички стрес е пример во облик на тренинг, на мускулна активација, тоа е најдоброто нешто што може да ни се случи во животот.
преска нели напоменавме дека постарите генерации тој физички стрес на дневна база во облик на работа на нива, до косење трева, пешачење, планинарење, за да стигнат до одредена храна, они морале да се помачат физички. Луѓето работеле по 12 часа, се додека било дење, работеле. Сега работиме дома во темна просторија, каде што немаме мелатонин, пригушено светло и тоа ни делува и емотивно и на перформанси. Така да физичкиот стрес е нешто многу здраво кој што поттикнува, активира добри хормони, а деактивира, у наводници, лоши хормони. Односно, го подкрива адреналинот и кортизолот во мерка каде што треба да растат и потоа телото што му го опоравиме, тоа е многу лесно. Фактички, многу е лесно да го опоравиме оној физички стрес. Да, тоа сакам да кажам, многу е полесно да се опорави. Да, едноставно спи добро, наспи се, еве, суплементација денеска живееме во 21 век, имаме перфектна суплементација, да дури ние да доживееме физички стрес, телото го репарира тоа буквално на дневна база. И поготово, особено со исхрана, нели, колку и да имаме и сон и суплементација, ако немаме исхрана квалитетна, ќе го отежнеме процесот на опоравок, додека психолошкиот стрес може и да не го опоравиме со ништо. Особено ако имаме ментални недостатоци кои што не ги работиме со спорт или со психолози или со работа на себе или со духовност, најверојатно може и да ги одложиме за понатака и да живееме со психолошки стрес. Бидејќи со психолошки стрес, можам да набравам, може да изгугламе онака милиони случаеви годишно кај што луѓето добиваат мозочен или срцев удар на база на психолошки стрес, од висок притисок до сериозно испровоцирани висок адреналин, кој што прави многу штета, иако ни е потребен тој хормон за да функционираме, размислуваме и за да сме фокусирани, многу штета прави. Активира лоши хормони. Затоа што реално физичкиот стрес не реагира на физичкиот, на психичкиот, извини, а психолошкиот реагира на физичкото. Да. Бидејќи физичкиот стрес може да те направи да изгледаш помладо. Тоа е обратно пропорционално од она другото. Луѓето мислат како овој многу изнаработен човек, глеј остарел. Не, остарел од стрес и недоволно опоравок. Има брчки ради икс причини. Може да има од сонце, од премногу работа надвор. Меѓутоа физичкиот стрес не држи млади и ни го држи тестостеронот, естрадиолот, хормонот на раст и многу хормони и внатрешни механизми ни ги држи во живот. Додека психолошкиот стрес може да не убие буквално преку ноќ. Пример, еден чисти пример, ти може да си спокоен и супер цел ден, да ти е се перфектно, а една мала пример, сообраќајка, која што тој адреналин во дел од секундата ќе ти даде силен крвен притисок, може да ти направи срцев удар. Една помисла, некој да те уплаши, да ти направи на брзинка. Да. Може да ти направи паника и да те сруши емотивно, да не можеме со денови да се опоравиме. Сега пример само дадов. А физички не можеме таква штета да направиме. Да, реално добар сон, добра суплементација, добар одмор, мислам дека за ден до два телото доживува рекавери. Да. Епа, гледаш, поврзано е са, ова е иначе последно прашање. Стигнавме до крајот и е доста поврзано, мислам, некако се спои така само во твое излагање. Вика, дали и колку хормоните влијаат при слабење и при додавање на мускулна маса? Хормоните се многу често и гейм ченџер во целата работа. Секогаш, реално. Да, од емотивна состојба до депресивна состојба, физички перформанси, опоравок, позитивен вајб во денот, дали имаш, дали немаш. Ете, вие во ПМС знаете, во ПМС, колку многу хормоналната промена тие денови ве прави нервозни. Ние знаеме, вие дали знаете? Ние гледаме преку вас. Ја многу добро знам. Апел еден за мажите поголемо разбирање за жените во тој период. Да. За другите кажем, ја имам разбирање. Реално во секој период константно сме во некоја фаза, пред, за, после. Да. Како што кажав, game changer се, особено и физички и емотивно. Они се фактички механизми кои што можат најверојатно или секогаш да ни попречат или да ни помогнат во процесот, пошто се збориме за слабење и наградење форма, пошто и на други работи влијаат, може да ни го олеснат патот или да ни го отежнат. Например, ќе ги земам тестостеронот, хормонот на раст и инсулинот, особено инсулинот како многу анаболичен хормон, без кој што не можеме да градиме мускулна маса. Затоа на кето диета немаме некој импресивен мускулен раст, можеби и никаков, бидејќи немаме инсулин.
да го поддржи тој процес на хипертрофија и анаболизам. Тестостеронот кај нас мажите е примарен, кај вас е секундарен или терцијален. Тој исто така има некојаш клучна улога за тоа и он решава за тоа дали ќе градиме мускул, дали ќе имаме анксиозност, дали ќе топиме масти. Се е важно. Значи и калорискиот венец е важен, изборот на калориите, односно макронутриентите се преважни, опоравокот и хормоните се нема ништо најважно. Буквално целиот склоп треба да се спои како слагалица за да биде се перфектно. Но меѓутоа многу се важни оние хормони кои што често се запоставени, а се важни со цел да се одржува таа диета на долг рок, тоа се хормоните грелин и лептин и инсулинот. Можеме ние перфектно се да правиме, меѓутоа ако храната е гледаме само како калории и јадеме шеќери во таа калориска рамка, и ако јадеме на дневна база шеќери со недоволно влакна, како што кажа Преска, инсулинот и грелинот ќе ни играат горе-доле и нашата желба и стрв за прејадување ќе се превисоки. А со тоа и можноста да го одржиме тоа на долг рок ќе премала. Шансите се многу тенки. Така да грелинот, например, е многу важен да го стабилизираме како инсулинот, како мокни хормони, за нас да не биде песна диетата. Баш вчера имав едно прашање, еден дечко ми пиша, и тоа сериозен вежбач, ми пиша, здраво пакет, супер, браво, како успеваш 20 години да ја одржуваш формата, толку ли се стегаш, у смисол толку ли имаш рестрикции, како издржуваш психолошки? И јас се запрашав, се викам, чекај, јас издржувам? Не. Ја не знам како поинаку, мене ми е преубаво. Мене ми било тешко најверојатно да се тргнам од ова, да почнам да јадам бурек и симитка, дали 3 дена ќе издржам, ќе паднам психолошки и телесно. Така да мене ми е овој комфортот. Од комфорт до комфорт е релативно има разлика, али например, што сакам да кажам со ова, толку многу го имам стабилизирано апетитот преку суплементација, како например глутамин и ашваганда, и со квалитетни здрави масти на дневна база кога внесувам, толку го имам стабилизирано таа линија на грелин, лептин и инсулин, да мене стварно немам никаква потреба ни па стрв да јадам нешто. Океј, да прекршиме, знаеш ти ретко еднаш месечно ќе прекршиме, тоа ни доаѓа спонтано. Меѓутоа, клучно за одржување форма, апел до сите, не е само да броиме калории, да се стегаме и да тренираме по 3 пати на ден. Мора емотивниот дел да го поклопиме, односно да го стабилизираме апетитот и со тоа нема да имаме кризи. Бидејќи како што кажаме Преска, најголемиот проблем и фактор за дебелење е апетитот. Хедонизмот да уживаш во храната. А јас уживам во оваа. Пак се враќаме на самиот почеток на емисијава, дека ствари само перцепцијата, многу е важна перцепцијата, пристапот кон таа храна. Еве јас и кога ќе јадам некоја што и да е лош оброк, мене главно ми е во тој ден да знам дека јас сум внесла во себе храна која што му треба на моето тело, која што ги обновува моите клетки, која што е здраво за моето тело, па да можам да прекршам нешто. И тоа првенствено, примарно што е важно за здравје и функција на моето тело, а после нели за некој визуелен изглед. Зошто? Затоа што не е проблем јас да се здебелам или ослабам кило, 2-3. Тоа варира, тоа е нормално кај сите. И окей, сосема е окей. Али многу е важно дали му даваме нешто што му треба на телото или му даваме или правиме штета. Или потреба за мозокот само на дополнување. Апсолутно. Задоволство, најчесто задоволството го бараме преку храна. Под прашање на истава тема, ригорозните диети, кога најнаш од некој човек кој што јаде се и се што и не брои, јаде junk food, јаде разноразни шеќери, и кога најнаш ќе се префрли на строга исхрана. Што се случува со хормоните? Па тоа го доживуваме како шок. Телото го провоцира и активира адреналинот и кортизолот и тука добиваме потешкотија пред се да заспиеме, осеќаме допамински недостаток и можно е дури да се будиме навечер поради висок адреналин и потреба за храна. Потреба за храна и буквално тоа доминира. А ако цел ден тебе ти доминира потребата за храна, губиш фокус, губиш желба за многу работи, може да опадне расположението, не може него најверојатно, ќе опадне либидото и желба за многу други работи и често пати се случува тоа повлекува и анксиозност. Бидејќи луѓето осеќаат некоја вина дека не прават нешто добро, збунети се. Сметаат дека они се грешници кои што мора да патат сега
и често пати слушам ке рече некој, види овој што му е убаво, јаде се слабичок се, ја морам доживотно да пазам. Не се обвинуваат дека они се жртвите. Се Често гледаат некој како доживоти жртви. како казна. Како казна, Како да, казна. како морали сега. Као се казно бидејќи толку и толку години јаде все и се што. Да. Сега под казна е ова, тоа уствари не е казна, него тоа е грижа за себе, Да. кога ќе го смениме, кога ќе смениме перцепцијата, да кажеме сега превземам ја во мои раце и нема да јадам тоа и тоа и тоа, ќе јадам тоа и тоа и тоа, и тоа не е казна, него тоа е најголемата награда што може да се го да се ја приуштам на себе. Да, би се вратил на првото или второ беше за она погрешна инсталација што ни инсталираат во нашиот мозок Навики. од рано детство, оние мали ситни навики кои што родителите најверојатно не се свесни каква штета прават на долг рок. И кога тоа дете ќе наполни 20 година и кога првпат ќе му кажеш сега мораш да јадеш тоа и тоа, тие рестрикции него го бунат и го гушат. И он не сака да живее во рестрикции бидејќи живеел опуштено, најопуштено со храна. Така да најдобро е од мали нозе да не веќе кога сме манипулирани од самата колектива и општество, барем да сме позитивно сетирани во главата за да тоа да трае здраво и позитивно. Дефинитивно сметам дека многу работи почнуваат од дома, меѓу кои и тие навики за храна и секако физичка активност, вкупно здрав начин на живот. Тоа за денес. Ја мислам дека тоа е тоа, имаме уште многу прашања, мете селектиравме неколку. Да. Ќе оставиме уште доста прашања во наредните 2-3 епизоди, потоа следуваат гости. Ќе ги најавам на самиот Инстаграм кои ќе бидат гости, најверојатно недела дена пред да се пуштиме како премиера. Мислам дека опфатиме доста работи, расчистивме некои работи кои што верувам дека ќе ги натераат луѓето да размислат малку поинаку и да превземат нешто, не само да ги слушнат како информации, туку и да ги применат, практикуваат и верувам дека ќе имаат многу ефект и бенефит. И доколку ова иде од колено на колено, мислам дека ќе имаме сигурно здрави и прави и ведри убави долговечни деца и генерации. Затоа што обично ли вика знаењето е сила, знаењето е моќ. И јас би рекла дека само применетото знаење и има моќ. Подпишувам. Другото е информација. Да, баш така. Така да се надевам дека ќе примените дел од овие работи што денес ги слушнавте и секако што ќе ги слушате во иднина. Дечки, фала ви на вниманието. Мислам дека вака треба да се одјави. Не знам како треба да се одјави. Па како ќе ти дојде? Али, како што ми кажа другарот, лайк, шер и субскрајб за поддршка. Однапред благодарам за вашето внимание и поддршка. Верувам дека ќе имаме. И исто би сакала да пофалби, критики, како ви изгледа сето ова, би сакала да пишете во коментар. Да, ве очекувам во коментари да ни кажете критика, би промениле нешто, би додале. Така да голем поздрав до сите и се гледаме следна епизода.